И по еден месец откако лидерот на СДСМ Венко Филипче бомбастично ги најави црвените линии за бугарската тема, Абер нема да им ги презентира на граѓаните и да ги достави до собранието. Иако во екот на предизборието, СДСМ самите ја наметна оваа тема, а минатата недела Филипче рече дека резолуцијата е во финална фаза и деновиве ќе биде презентирана, сепак за нивното вин-вин решение за бугарското прашање се уште молчат. На прашање на Алфа, дали резолуцијата е спремна и кога ќе биде презентирана, од СДСМ не одговорија. Додека Филипче и СДСМ ги кројат нивните црвени линии, премиерот Христијан Мицкоски со нетрпение чека да ја види содржината. Според него, доколку Филипче во скоро време не ја поднесе резолуцијата до собранието, тогаш СДСМ немајќи што друго да понуди, се обидува да изгради тема за нови црвени линии во однос на барањата на источниот сосед. ВМРО ДПМН ќе го даде својот придонес откако ќе ја видат резолуцијата. Ајде господа, повелете, доставете ја во парламент и предпоставувам, очекувате дека најголемата политичка партија и коалиција, ако сакате да ја поддржи, дека мора да има и своје учество, некаква контрибуција во содржината на истата, затоа што би било незрело ако вие мислите дека таа не треба да биде препознаена и дека треба априори да биде поддржана, бидејќи вие сте направиле толку квалитетен и сериозен документ, а имајќи го предвид искуството од минатото, не би се сложил со тоа, дека ВМРО ДПМН сето тоа априори ќе го поддржи, бланко, и така ние сите среќни ќе бидеме. Тоа така не оди во демократијата. Инаку, Филипче најави нова резолуција која според него треба да донесе деблокада и предвидливост на европскиот пат на Македонија. Тој оваа тема ја отворил и на средби со политичари во Франција. Интересно е тоа што за одбраната на националните интереси барал поддршка во Париз, токму онам откаде ни дојде и францускиот предлог и условувањето да ги вметнеме бугарите во уставот за да ги почнеме преговорите со ЕУ. Филипче не откри дали во Париз ги запознал колегите со новата резолуција. Инаку СДСМ предизборно се занимаваат со исцртување на македонски црвени линии кои тие во повеќе наврати ги показија. Во 2021 Македонското собрание веќе донесе декларација во која прецизно се отцртуваат национални и државни позиции во однос на македонскиот јазик, историја и идентитет. За овој документ гласаше и СДСМ, но само една година подоцна целосно ја погази со прифаќањето на францускиот предлог, кој освен што ги загрози националните интереси, ги блокираше и евроинтеграциите. Предходно, тој се залагаше да се направат уставни измени и да почнат преговорите, но не понуди одговор, што ако Македонија попушти и Бадијала ги внесе бугарите во уставот, а се соочи со нови услови и сопки.